Владата ја гледа својата улога како активен партнер на стопанството, чија задача е да обезбеди стабилна и предвидлива деловна средина, а не да ги кочи инвестициите, истакна премиерот Христијан Мицковски. Тој додаде дека светот се соочува со нови економски предизвици: војни, енергетска криза, инфлација и нарушени синџири на снабдување, порачувајќи дека одржливоста станала предуслов за раст и развој. Обраќајќи се на форумот Претворање на одржливоста во конкурентност, градење отпорни бизниси во неизвесен свет, Мицковски посочи дека напорно се работи на креирање на модел на економски развој кој влева сигурност и е отпорен на кризи. Во последните години зборот одржливост стана еден од најчесто употребуваните поими во светската економија, но зад тој збор не стои само нова регулатива, нов стандард или нов административен процес. За него стои една суштинска промена во начинот на кој функционира светот. Во таа насока одржливоста не ја гледаме како административна обврска што доаѓа од надвор, ја гледаме како развојна можност. Ке работиме на подобар пристап до финансии, намалување на административните процедури, подобрување на инфраструктурата. Во еден момент за прв пат ке се градат 6 делници на автопати. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски предупреди дека светската економија се одвива во услови на нова реалност. Нарушените синџири на снабдување, енергетската нестабилност, климатските предизвици и новите регулаторни политики создаваат нова деловна реалност. Прашањето повеќе не е дали ќе има промени, прашањето е дали ќе бидеме подготвени тие промени да ги претвориме во конкурентска предност. Постојаниот представник на Европската унија во Македонија Михалис Рокас истакна дека одржливоста не е само еколошка цел. Како да се остане просперитетен, отпорен и конкурентен во еден свет кој брзо се менува? Одговорот е јасен. Конкурентноста на Европа се повеќе ќе зависи од нејзината способност да ја модернизира својата економија. Затоа одржливоста не е само цел за заштитата на животната средина, односно не е само еколошка цел. Форумот го организираше Канцеларијата на Обединетите нации во соработка со Стопанската комора и Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.